Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Нашиот витез на тркала, Ланселот на 21. век и алфа на ноќните волци, не води на ексклузивен мото карамбол, низ сеќавања искуства, мудрости и лудости на своето уникатно патување, животот. Страста по адреналин е посилна од данокот на сите невремиња студови и промаи поминати на мотор. За изборот да се живее така, вели дека е генетски впишан, ДНК код и кога тогаш ќе се појави. Возел и по 1200 километри на ден, шибал со 200 на саат, се тркал со времето, вистински јавач на бури, Rider on the Storm. Ова е приказна за двигателот на ноќните волци, од дефинирањето на клубскиот имидж до најпрепознатливиот мотобренд на балканско ниво. Капа доле за интегритетот и сите совладани предизвици и кривини, за титулата председател на ноќните волци во Македонија, координатор на целиот Балкан, старешина или старши, предводник, гуру во мотосветот. Долгокосиот водач со рокерски имидж и филмска појава како господар на прстените, денес јава кон слободните простори, заедно со својата дружина, во непресушна инспирација кон новите мото-авантури. Карамбол со Ленин, име што само избран може да го носи. Извораден лик, човек пун со животна енергија, патија кон животот на тркала нашиот јавач на бури. Ајде, волчице, повели у нашиот клубхаус. Наша клубска куќа, ова е нашето дубло. Гнездо. Волчие дубло. Многу ми е драго што сум овде и навистина едно преубаво место. Зошто баш го одбравте моторот и дали моторот е вашиот најдобар другар по патиштата? Дали сум го одбрал моторот или моторот ме одбрал мене? Како и да е. Тоа е можеби долга приказна, меѓутоа во секој случај љубовта кон моторите е нешто што не поврзува и секако дека јас моторот си го чувствувам не само како најдобар другар и мој сопатник на патешествијата, туку и како моја љубов и токму баш и така се чувствувам додека возам, додека сум на патештата, танцувам со него, водиме љубов. И така, тоа си некои прекрасни чувства кои што некој што ќе ги почувствува треба да сака да ги доживее, бидејќи во принцип се необјасниви со зборови. Сепак се работи за некои чувства кои што се доживуваат, а не се раскажуваат до толку. Now the end is near. So I face the final. Ленин, кажете ми од колку години постои овој мотоклуб? Ноќни волци наскоро веќе ќе прави 20 години јубилеј на постоење. Значи годишнина на постоење на оделението во Македонија. Добра. Инаку клубот основан како Ноќни волци е во Москва 89 година. Така. Многу порано од ние што сме формирани тука. Но сепак е поддршката, братството, довербата еден на друг. Дали некој што случило по некој да ве налути, да ви изневери, да ве разочара? Што тогаш? Секако имаме такви моменти. Го бракате од клубот? Јас
додека бев председател, практикував да оној што лошо се снашол во нашиот клуб, каде што не може да прати иерархијата и каде што не може да ги прати правилата на клубот, заради тоа што некои луѓе, и затоа е тој период на прилагодување. Никој не доаѓа и не станува член веднаш, туку живее со клубот одреден период. И обично некои луѓе кои ќе видат дека не може да биде понивно и не може да го променат тоа што е веќе зацртано во клубот, со текот на своето битисување тука одлучуваат и сами да го напуштат. Значи, ние гледаме дека човекот кој што не се снаоѓа добро, односно не се прилагодува на веќе постојните членови, да му укажеме на тие работи и доколку не се поправи, дека неминовно е и тој да си замине од клубот. Ние не одиме на тој момент на квантитет, значи ние сакаме да сме и помалку, меѓутоа да сме доволно вредни да бидеме добри и да го почитуваме она што сме го договорили и она што сакаме да го направиме. Можеме сега тука да продолжиме со разговорот. Да ве почастиме и некоја пијачка. Ти благодарам. Пивото вообичаено важи за пијачка за моторџи, меѓутоа доколку ние може ли нешто друго, али би препорачал пиво. Да наздравиме. На здравје. На здравје. За убаво. Лелен, претпоставувам дека навистина имате авантура, некои ризици, предизвици кои што се случуваат во време на возењето. Може ли да ни споделиш една? Некоја интересна случка. Секое патување е посебно за себе и секое доживување, секој интересно, авантурите се токму ги правиме заради тоа. Патуваме заедно. Често пати на тие патувања се случуваат и добри и лоши работи, меѓутоа после тие случувања, кога ќе се вратиме и понатака ги раскажуваме со убаво. Све ние насмејани сме во лицата и без разлика што ни се случиле некакви незгоди. Сме имали и падови, имало и мотори кога ни се расипувале па не задржувале. Бидејќи порано немаше навигатори, немаше GPS, возевме по карти, се снаоѓавме, особено источниот дел, источниве држави, нашава, да кажам, Бугарија, Романија, Украина, кога одевме до Москва, до Севастопол, се малку тешки патишта за возење, често пати сме знаеле да залутаме и таму кај што ќе отидеме да видиме дека нема каде да преспиеме, да преноќиме, па тие ноќевања биле под звездено небо, сме спиеле на улици, на тротоари, на паркинзи, значи неретко се случувало така да видиме, меѓутоа тоа е, да кажам, дел од патувањето и тоа е моментот каде што всушност се покажуваат они одлики на братството, каде што ние, сите што сме на тоа патување, живееме со тој еден проблем што го има некој или со целиот проблем што ни се случува. Интересни сме како група кога возиме, често пати луѓето кои што возат, кои што не разминуваат, знаат да не поздрават со сирена, со мафтање, бидејќи ете така се како група, бидејќи ние исклучиво дисциплинирано возиме, особено кога сме во група и така сме можеби интересни за гледање. И често пати се случува да луѓе кај што ќе застанеме како група на некои места кои што ги посетуваме да сакаат да се фотографираат со нас, бидејќи сме им интересни како некаква појава и така. И, јас можам да кажам дека мене ми е моторот и моето братство само за убави доживување и убави спомени, како што кажав, без разлика што ми се случили падови, кај што сум имал искашеници. Меѓутоа, токму кажувам, тогаш се гледаат вистинските браќа кои што соживуваат со тебе и се тука до тебе за да ти помогнат и да направат се било која незгода, непогода или нешто што лично не можеш да го совладаш, ќе бидат они тука за тебе. Се случувало да останеме нели без гориво, па тоа биле посебни компликации, тука некој пат се стварала некоја нервоза заради тоа што јас во принцип секогаш кажувам
кога ќе застанеме, полнете ги до крај. И најчесто тие што најмалку им троши моторот, остануваат без гориво, пошто викаат имам јас, можам уште да поминам. А ако некој не почитува, тогаш може и да го оставиме сам да си се справува. Се и надам ние дека после продолжиме нема да ме понатаму. оставите. Не, Сама. никако. Ленин, Не, дамите ни се нас секогаш некој кој што особено ги почитуваме, иако во нашиот клуб не може да членуваат жени заради тоа што е братство, меѓутоа нашите сопруги, девојките, другарките наши се најценети, најспочитувани кога се во наше друштво и гледаме да се чувствуваат најдобро што може кога сме ние тука присутни, најбезбедно, најрасположено и да бидат, како што кажав, презадоволни кога се со нас. така. А Ленин, која е брзината која што ја движиш на моторот, а која во животот? Значи не сакам ништо на брзина. Значи Чекор не почекор. сакам брза љубов, не сакам брзи пријателства, не сакам брзи пари, значи ништо што е многу брзо не, бидејќи за мене тоа не е квалитетно. За мене нештата треба да созреат убаво, квалитетно, за да го добијат полниот сјај. И затоа кажувам, дури и неуспехот кога ќе се случи, мислам дека е со причина, меѓутоа од нас е битно да го направиме тоа што сме мислеле дека е најдобро да го направиме. Бидејќи јас веќе го зададов своето место во Нокни волци, нашава приказна започнува во мото карамбол после јачката. Епа, за лојалноста, чест и почитување. И братството. И братството. Hej ti, mlado momče, ty što imaš daže Патувањето секогаш шита кон нов или познат хоризонт. Го сече патот, ги дразни сеќавањата и мечтите, врамени во боите на природата или светлата и шаренилата на градовите, со понекое мило ќоше, белек на душа и сладка неизвестност. Тоа е отсечка по која движиме со жедни очи, блага насмевка, замислени, опуштени, но само ако представува задоволство. Со удобен и сигурен превоз, патувањето од траекторија станува ексклузива, особено ако сте во рацете на добар возач, квалитетно возило и докажан превозник. Слобода Бус го нуди тоа токму повеќе од обично патување, се грижи за комоцијата, довербата и задоволството на патниците, од оние најмалите кои си ја запознаваат земјата со екскурзии, до големите деца со пасија по авантури и гостите од светот и кон светот двонасочно, интернационално. Дипломатски корови, VIP екипи, обични луѓе или елити, патниците за Слобода Бус се секогаш специјални. Дефиниција за инцидентен и договорен превоз, со возен парк од 30 врвни минибус возила, подновен со 8 нови мечиња мерцедеси. Вистински избор за сите гурмани по добри патувања. Предизвик останува добрата инфраструктура, затоа што цело е кога е се, а врвно кога е смут, што би рекле пат кадифен како мечтите кон хоризонтот. Кога патувам. Ајде, повеќе. Ти благодарам. Ленин, ти благодарам за твоето гостопримство. Повелете, ете. Живот на 2 тркала, живот на 4 тркала, бидејќи се наоѓаме нели во канцеларијата Слобода превоз. Так. Сакам да те прашам, можеби на и гледачите би сакале да слушнат и да дознаат, од каде потекнува твоето име Ленин? Да се викам Ленин е желба на татко ми.
Јас пренесувам оно што ми е кажано од мајка ми од него, значи татко ми од секогаш имал така некои наклоности, љубител на Русија и како големина, како држава, како историја, традиција, уметност, храброст и сето тоа. И веројатно и како левичар, веројатно по убедување, идол му бил Ленин. И кога сум се родил јас и кога требало да ме пријават, тој воопшто не и кажал на мајка ми дека ќе ме пријави по тоа име. Прво ме пријавил како Ленин, иако имало чудење и тогаш од луѓето кои што евидентирале, бидејќи е нели невообичаено име, позната личност и така натаму, поготово во тој период било веројатно малку и чудно. И од кога веќе ме регистрирал по тоа име, тогаш и кажал на мајка ми веќе не можела ништо да направи, иако никогаш не ми кажала дека имала проблем со тоа, него ете чисто дека тој така одлучил и јас во принцип немам кум, значи мојот кум е мојот татко. Дури кога требало да се крштевам, тоа го направила мојата тетка, после некое време, исто така без никој да знае, ме однела во црквата Свети Димитрија што е тука во центарот и сум крстен сепак и по тоа име, иако сигурно и црквата тогаш нели заради таквото име, можеби сега повеќе имаат можеби нешто против, меѓутоа во крштеницата си стои истото име. Да. А кога сме веќе кон односот нели родител дете, вие сте татко на 4 деца. Да. Кажете ми дали ќерките имаат поголеми привилегии? Јас гледам еднакво да ги третирам децата според нивното однесување. Не за да бидам рамноправен, туку јас се однесувам спрема нив онака како што тие родител другар. Како што тие заслужуваат, да. Не правам никаква разлика машко-женско, имам нели еден син, 3 ќерки. Големиот син ми е веќе возрастен, тој е женет, имаме и внука која што носи име слично на моето, се вика Лена. Така да тоа е тоа семејството, ми направи едно изненадување двете поголеми ќерки. Тие си го сменија презимето и сега се презиваат како моето име, се презиваат Лени. Супер. Тоа е од скоро време што ете така можеби ми направи некое лично задоволство и чест. Да. Така. Ленин, пишуваш кога ги веќе споменавме социјалните мрежи, секогаш си со свој став, искрен. И сакам да те прашам, си завршил нели криминалистика, сакам да те прашам дали некогаш си помислил да се кандидираш за претседател? Пред некое време една пријателка ми кажува дека дури би направил повеќе и за светот отколку што значи не треба да се ограничам за Македонија, што малку ми е сега глупаво како да кажам и да го кажам, меѓутоа не е кажано од мене. Јас не се доживувам така, јас едноставно навистина си ја сакам државата, јас сум патриот, можам да се кажам и дека националист во позитивна смисла на зборот, каде што сакам мојот народ, мојата нација, мојата држава вистински да напредува, не на штета на ниедна друга нормално. И се трудам околу тоа и си имам некој свој специфичен начин како да влијам на тие процеси. Сега дали би влегол во нешто по-конкретно, многу е поларизирано и останува да видиме. Еден човек самостоен без поддршка од сериозните и од големите политички партии, не верувам дека ќе успеа. Јас не сакам да сум експеримент или такво нешто, меѓутоа доколку почувствувам дека во одреден момент има народот кој што ме поддржува, дека очекува од мене да направам нешто за сопствената држава, на било кој начин јас не би се воопшто колебал да тоа го направам. Доколку некој побара од мене посериозно да се вклучам, секако стојам и не бегам од никаква одговорност и се сметам за
спремен и компетентен да направам нешто што може да Би придонесе на помогнало државата. Бидејќи јас еви ваков како што сум, без никаква политичка функција, имам сосема добри односи со доста луѓе кои што се присутни тука во дипломатијата кај нас во државата. Имам контакти кога одам надвор во делот на моите активности на кои што се појавувам на одредени семинари, работилници, често пати имам блиски средби со високи политичари, актуелни, поранешни и може би оттаму доаѓаат и моите разбирања за нештата, па затоа често пати кога ќе дадам свое мислење и свој став, има голема поддршка од оние кои што го прочитале. Но останува да видиме што ќе биде во иднина. Секој. И дали сте подготвени за нашево следни изненадувања во нашава мото карамбол приказна? Секогаш спремен. Trouble starter, hunky instigator. I'm the fear addicted, danger illustrated. Секојаш пријатно место за уживање со кафе, топл чај или топло какао, како и да, но понеделник е резервиран за журки, тоа и те како добри журки. Ван Гог и можеме да продолжиме со нашиот разговор, Ленин. Имавме Слободно. прекрасно мото карамбол, како при крај. Да. Ленин, кажи ми, која е твојата омилена песна? Омилена музика која што сакаш да си ја слушаш? Па јас сум рок музиката ја сакам најмногу. Од младоста уште ми се омилена група Дорс Така. и некако ќе ми се уклопи и една песна од нив која што ете така некако има можеби и за мене посебно значење, Riders on the Storm. Тоа се тие музичари, тие музики кои што мене ми се и нормално нели примеси на блуз, на џез. да. Во принцип со таа музика и како помал растев некако природно ми се спои. Така. Дали тоа значи дека сте емотивен? Па Со оглед на тоа или на трешниот изглед некако со надворешниот да. разлика, да. Сум и таа моја емотивност ја познаваат само луѓето кои што се поблиску до мене. Можеби од она што го имам како искуство со луѓе кои што не ме познаваат, оставам поинаков печаток, меѓутоа во принцип сум емотивец и знаат да ме погодат. имате добра одредени душа и работи. добро срце. Се надевам дека така ме доживуваат луѓето кои што ги сакам. Сега кога сме веќе кај музиката, морам да ве прашам нели дали имате умилен некој филм. Ева на пример јас секогаш кога гледам филмот Титаник секогаш знае да ме расплаче оној дел со Леонардо Ди Каприо. Како и да е, дали ви имате филм кој што сакате на пример да го Јас- гледате во ваше слободно време? Повеќе ги сакам драмите кои што се базираат на вистински приказни. Особено оние крими драми или некои животни приказни кои што вредат да се видат и ете даваат некои да научиме нешто од туѓото искуство. Меѓутоа, ако би одбрал филм, јас пак би го спакувал нешто поврзано што е со моторите, би рекол Easy Riders. Така. Да. Ленин, како за крај, кое прашање досега ви го немат поставено, а сакате пред се да го одговорите? Никој не ми го поставил прашањето што не би сакал да ми постават како прашање. Добра. Значи, не сакам кога ќе ме прашаат колку ти кошта моторот. Толку избегнавме прашање, нема. Да, заради тоа што не знам зашто луѓето гледаат се преку призмата на парите, на финансиите. Значи, вредноста на мојот мотор не може да се определи со пари. Значи, тоа ми е нешто што си е мој, што и вреди, како и се друго што правам во животот. Значи, ниту мојот успех го темелам на тоа колку пари сум направил во животот, ниту моето образование, ниту богатството кое што го имам,
не се вреднува со финанси и со пари. Моето богатство се моето семејство, луѓето кои што ги сакам, за кои што имам љубов спрема нив, и тоа ми е најголемото богатство. Не сум воопшто мегаломан, никој пат во својот живот не функционирам на начин да се такмичам со некого, да направам повеќе од некого, и тоа што исто докторирав не ми беше да се докажам пред другите, и магистратурите, сето тоа што го правам е за моја лична сатисфакција. И кога подарувам, и кога помагам, значи го правам пред се заради себе, заради тоа што мислам дека и кога ќе дадам на некого нешто, дека среќата и радоста е многу поголема кај мене отколку кај тој што го прима. Јас уживам во секој момент, му благодарам на Бога што ми овозможил да можам да сакам, да почитувам, да имам љубов за луѓето кои што ми се околу мене и за луѓето кои што ги сретнувам некојаш, и што ме Господ ми ја дал таа можност да можам да ги доживеам тие чувства и да бидам среќен и радосен и задоволен. Лени, многу добро те разбирам. Пред малку кога спомена дека многу е битна радоста, насмевката на туѓи лица, така што ние сакаме ти да си насмеан, да си жив и здрав. Сакаме да ти поклониме подарок, ќе добиеш од Паузини, станува збор за здрава искрена, која што е единствена во Штип, и еве за време на празниците многу добро ќе ти дојде, бидејќи знам дека ги обожаваш и новогодишните и божигните празници, така што ќе уживаш и во една здрава, привкусна исхрана. Ви благодарам на подарокот. Ти благодарам за овој разговор. Сакам да ти кажам дека прекрасно изгледаш, стајлингот ти е одличен, прилагодлив на ова што го разговараме денеска, и морам да кажам дека си одличен совозач од она што се провозивме. Сега сум многу среќна. Да. Така да се надевам дека ќе имаме моменти некојаш и малку подолго да се возиме. Да, треба да почнеш, меѓутоа не со волкав, треба да се почне малку од помал, за да можеш да навикнеш и на поголем. Да. Благодарна сакам до моите спонзори кои што се погрижаа за овој прекрасен стајлинг, за да можам некако да се вклопам. Станува збор за морам да поздравам Надица за фризурава, да стајлинг, исто така и бутик Ема, кој што се секогаш со нас за вака прекрасна да изгледам во секоја емисија, пиеви, и сега да го долувам и оној мото карамбол наш, и ти благодарам уште еднаш и тебе. Благодарам. So tell me where your freedom lies. The streets are fields that never die. Deliver me from Не може да патувате додека сами не станете патот, рекол Буда. А нашиот карамбол од приказни тргна во нова авантура, разбуден од вишокот адреналин и жеден за нови патишта, добри луѓе и блиц изненадувања. До следната клапа, бидете така.